Апсолутно не издавам никаква државна тајна. Јас зборувам и споделувам нешто за кое што се наши официјални ставови јавно соопштени, дали е на состанок со Меркел, дали е со Столтенберг или слично, само ги повтарам тие ставови. Нема ништо ново, не е нешто скриено, не е нешто под строго доверливо или слично. Жалам за споделувањето на телефоните. Јас секој пат сум кажал и било кој може да го сподели мојот телефон. Граѓаните го знаат. Мојот телефон јавно достапен, насекаде но го знаат многу земји, посебно лидери, премиери, председатели и слично, и често и практиката и да се слушнеме по телефон, директно да разговараме, не некогаш дури само преку централите на нашите официјални фиксни телефони кои што ги имаме. Немам намера секако да поднесам оставка, заради тоа што од овој процес мислам дека излеземе само посилни и поучени. Се случувало тоа насекаде во многу други земји и апсолутно не мислам дека треба да ја заокружам, односно ја стегнам и ја затворам мојата комуникативност. Сакам да комуницирам, сакам да разговарам за интересите на нашата земја, сакам да споделувам информации со граѓаните, сакам да примам информации од граѓаните, јас сум многу достапен човек со сите, верувам дека транспарентноста е една од придобивките за работите, но за жал понекогаш ваквата отвореност себе носи вакви, би ги нарекол за мене, барем горки чувства, кои што секако не би требало да се случуваат во земја која што води максимална грижа за своите комуникации. Продолжуваме колегата. Поведе. Може ли просто да ни објасните како успеа да стапат со вас во контакт и од тука кој е протоколот по кој што се водите вие како премиер кога треба да разговарате со некој политичар од висок ранг? И во случајот, например, го спомнавте Борис Џонсон, он во првите 10 минути открива дека од другата страна е манипулација и го прекинуваат разговорот. Во вашиот случај се работи за 60 минути разговор. Сепак не е малце. 3 разговори. Кој е протоколот? Има ли други луѓе на линија? На кој телефон разговарате? И останати прашања. Протоколот не е дека се снимат разговори или има друг човек на линија за овие разговори. Обично седи до мене мој советник и прави записник од самиот разговор, додека јас телефонски разговарам. Секако практикувам и јас и многу други политичари директна комуникација, која што, гледате, се случува на WhatsApp, се случува директно на телефон, некогаш се случува на некои од другите апликации кои што се користат, се во зависност од каде сте, перцепцијата за штедење на разговорите кога разговарате со странство или слично, но првиот разговор е овде во канцеларијата. Значи, јас сум на работа, побарано е од председателот Порошенко, наводно председателот Порошенко, да стапи контакт со мене, давам термин измеѓу состаноци, кога е, и тогаш разговарам, кај мене седи службеник, најчесто тоа е за надворешна политика Дане Талевски, или ако е некој за европски прашање или европски политичар, се случува да биде Бојан Маричич или дел од другите советници, ја ги спомнувам нивните имиња, кои што водат записник, прво записник за да остави архива во државата и второ да соопштиме на медиумите. Знаете дека е со председателот Пенс до сега имам 2 или 3 разговори. Секогаш сме објавувале во јавноста содржината на самите разговори. Слично, секако тоа преку записникот кој што се води, се што се разговара внатре, веднаш споделуваме со јавноста и секако останува во архивите на државата.